и нашата Вики, нашата драга колешка Викторија, која што заедно со нејзиниот утрински соговорник, директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов, ќе ни дадат многу повеќе детали за тоа каква е ситуацијата со пожарите во нашава земја. Вики, втор пат, добро утро. Добро утро по втор пат, Суза. Добро утро и вам, почитувани гледачи. Токму така, една актуелна тема и се она која што не очекува во пресред на летната сезона и високите температури. Каква е моменталната состојба со пожарите низ државата, колку е спремна дирекцијата за заштита и спасување за предстојната сезона на високи температури, во делот на опрема, механизација и спремност на персоналот. Исто така, во прво лице утринава говорам со директорот на дирекцијата за заштита и спасување, господинот Стојанче Ангелов. Ви благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа. Како сте? Одлично, благодарам за можноста. Каква е состојбата, моменталната состојба со пожарите, господин Ангелов? Последната недела беше мирна. Минатиот викенд имавме неколку тешки пожари во Штипи и на неколку други места, но особено последните денови беа релативно мирни. Имаше пожари на отворен простор кои што не беа со некој поголем обем и не предизвика некои поголеми штети, но вегетацијата постепено почнува да се суши, дождовите кои што редовно паѓа последниот период направија таа да биде бујна, тревата е многу висока, грмушките се високи и бујни со многу лисија. За неколку дена сето тоа ќе биде суво. Очекувам некаде пред 10 јули, генерално секој година тој датум не е критичен, кога вегетацијата веќе е доволно сува, особено тревата, за да е доволна една искра да настане пожар кој потоа може да биде катастрофален. Што да очекуваме во пресретите на летото, кое што и веќе и вчера официјално започна? Имаме ли ризични локации низ државата кога говориме за шумските пожари и пожарите на отворено? Нашата преубава земја се наоѓа јужно на Балканот и температурите во текот на летото се високи насекаде, освен на планините, така што опасност постои насекаде, но генерално секоја сезона се повторува еден сличен алгоритам. Најпрво пожарите започнуваат во јужните, источните, централните делови, а потоа постепено се шират кон северните делови на државата, за да некаде во август и во западните делови на држава, каде што генерално е поврнеживо, има повеќе влага, повисоки планини. Но целата држава е во опасност од пожари. Изминатата сезона, изминатото лето ве видовме и вам на терен постојано помеѓу пожарникарите и вашата екипа. Како првично реагира дирекцијата за заштита и спасување кога имате сознание дека некаде се случува пожар, колку е динамична работата и колку сето тоа треба да биде брзо? За почеток би дополнил дел од вашето прво прашање. Не само дирекцијата, сите останати институции кои што се дел од овој систем за противпожарна заштита во текот на летото од пожари на отворен простор и шумски пожари се изворедно подготвени, односно подготвено е сето она што ние како држава го имаме во вид на ресурси, почнувајќи од воздухопловите, возилата, теренските возила, па и луѓето. Ова лето мислам дека ќе го почекаме досега најподготвени, но исто така очекувам да има и голем број на пожари. Говориме за опрема, механизација, возила и сето она кое што е потребно. Каква е состојбата сега? Во овој момент 3 трактори на дирекцијата се функционални, тие се наоѓаат овде во Скопје, имаме доволен број на пилоти, исто така хеликоптерите на МВР ќе бидат функционални за неколку дена, се работи само за уште една формалност, но пред самиот старт на сезоната ќе бидат функционални. Имаме функционален хеликоптер на Министерството за одбрана, односно на армијата. Од аспект на воздухоплови, тоа е она со што ние располагаме како држава, но бројот на возила е значително зголемен. Последните 2 години се набавени повеќе од 30 возила, вклучително и цистерни, теренски возила, оние така наречени навални возила. Дел од нив се погодни за гасење на шумски пожари, дел од овие возила се набавени преку донации, дел се купени, но имаме повеќе возила. И да не заборавиме фактот дека во дирекцијата имаме 40 специјални возила, и тоа пренаменети поранешни армиски и полициски пинсгауери, кои што во овој момент се 22, беа 23, но еден дефинитивно не е во возна состојба, останатите се во добро состојба, сервисирани, уредно сервисирани, со променети гуми, подготвени за акција. Исто така имаме 15 БТР-80, кои што имат на нив е монтиран воден резервоар со 6 тона,
плюс минус по потреба и со моќен воден топ со домет околу 100 метри, кои што исто така ни помагаат, особено условно речено во одбрана на населени места или села, викендици, на места каде што имаме попристапни патишта и на располагање имаме 5 хермилини кои што може да влечат цистерни од 2 до 6 тона, кои што се драгоцени за вршење дотур на вода. Овие возила оваа година ќе бидат управувани од луѓе кои што ќе бидат ангажирани во дирекцијата, но во случај на недоволен број на луѓе, исто така на располагање ни стоат припадниците на македонската полиција кои што со нив управуваа минатата година, а во некоја критична состојба исто така на располагање стоат и припадници на армијата, се разбира во случај доколку е прогласена кризна состојба. Упативте и повик кога станува збор за ангажирани лица, пензионери, припадници на полициските служби, припадници на армијата. Колку очекувате да се пријават на таквиот повик и што е потребно ете накратко да бидат спремни, верувам, и обуки да посетуваат исто така? Се работи за неформален повик, неформален оглас, бидејќи во дирекцијата постојат така наречени тимови за брз одговор, кои што функционираат подолго време. Во нив досега претежно во делот на пожарникарството се ангажирани лица од доброволните противпожарни друштва кои што се изворедни и на кои што планираме оваа година засилено да се потпреме. Доброволците од доброволните пожарникари ги ангажираме како дел од нашите тимови за брз одговор, но малку од нив знаат да управуваат со вакви возила, можеби и никој, бидејќи за да се управува со БТР, некој мора да биде припадник претходно на армијата или полицијата, и тоа пред се на специјализираните единици или на специјалните единици. Токму тоа беше причина да побарам да се пријават припадници на полицијата и армијата кои што имаат управувано со вакви возила, но и нивни колеги кои што ќе работат на самите водни пумпи кои што се монтирани на овие возила, бидејќи сметам дека кога работат во пар полицајци кои што претходно можеби заедно работеле, кои што се дисциплинирани, знаат да извршуваат наредба без разлика на потенцијално понапредната возраст, значи повеќе од 50 на години, истите може да дадат изворедни резултати. А колку ќе биде голема одговорноста и секако казнивата политика за сите оние кои што ќе се решат можеби и оваа сезона да подметнат пожари? За жал и ова спаѓа во делот одговор на прашањето кога ме прашавте каде на територијата на државата очекувате пожари. Ако некој сака намерно да запале пожар, може да запали каде што сака, дури и на Шар планина, во оние густи шуми кои што генерално тешко се палат. Но минатата година, минатото лето, во неколку наврати бевме сведоци на намерно подметнати пожари, тоа на еден застрашувачки начин, како што беше, например, пронаѓањето на 30 гуми од возила, од различен тип на возила, кои што сторителите ги полеваат со бензин и потоа ги тркалаат, ги пуштаат по стрмнините, истите завршуваат во шума, паѓаат во шумата, предизвикуваат палење на околината, при тоа изгоруват и ние немаме доказ за стореното кривично дело, иако имаме повеќе индиции. Така што откривањето, особено докажувањето на овие кривични дела, обезбедувањето докази против сторителите е еден комплексен и многу тежок чин. Ви благодарам за сите овие дополнителни информации. Ете, можеби насоки во кои што ќе оди дирекцијата за заштита и спасување во пресред на летната сезона и во пресред на, за жал, се почестите пожари. Ако дозволите сосем за крај, еден апел до граѓаните кои што имаат викендици или стари, еве да кажем условно поднаправени, полунапуштени куќи во нашите преубави села, во кои што сега има многу малку луѓе, нека ја искоса тревата во дворот уште подобро, нека изорат мотокултиватор, трактор, па и мотика, малку гимнастика. Но кога дворот би бил земјен, кога би немало трева до половина, тогаш огнот, дури да дојде до шумски пожар или пожар на отворен простор, не може да дојде до самата викендица, односно куќа, и да ја запали, бидејќи земјата, сите знаеме дека не гори. Така што на тој начин граѓаните можат многу да ни помогнат, за да не губиме драгоцени ресурси, бидејќи ние секогаш не продаваме значение на човечките животи, но веднаш потоа и на човековиот тимот. Значи, викендици, куќи трошиме значителни ресурси, брнејќи ги, а имаме многу села од разбиен тип, каде што на еден рит имаме една, две, три куќи, на друг рит, други куќи. Навистина е тешка таа битка со пламените јазици. Благодарам уште еднаш.
Зголемен обем на упрема, механизација и ресурси, меѓутоа и отворен повик до сите оние пензионирани лица од страна на армијата и полициските службеници упатува дирекцијата за заштита и спасување, а малку повеќе за сето она кое што можеби не очекува и колку сме спремни како такви. Утринава разговара во прво лице со директорот господинот Стојан Чангелов. Се надевам дека пренесовме слика од терен. Студио.